Почнуваме со денешните актуалности. Штипскиот основен суд има нов портпарол. Оваа функција ќе извршува судијата кривичар Сашко Георгиев, кој денес ја имаше првата средба со новинарите. Главен проблем е недостатокот на суди и администрација, но и покрај овој проблем, сепак судиите го совладале приливот на предмети во 2017 година. Најголем број на предмети имале од работните спорови, а од кривичните дела доминирале кражбите. Новиот портпарол на Основниот суд во Штип со проширена надлежност судијата кривичар Сашко Георгиев на денешната пресконференција соопшти дека судиите го совладале приливот на предмети за 2017 година, со што годината ја оцени како успешна. Тој истакна дека имаат постигнато резултати во решавањето, но и во делот на квалитетот на предметите. Ќе потенцирам дека оваа година, изминатата година 2017 година имавме зголемен број на работни спорови, но имаме добро совладување на овие предмети. За истакнување е дека во кривичниот дел имаше зголемен обем на работа со предмети од областа на кражбите и од областа на наркотични дроги, каде што исто така можеме да кажеме дека во текот на 2017 година се постигнати добри резултати во смисла на тоа на успешно завршени кривични постапки. Георгиев забележа дека во делот на граѓанските предмети совладени и приливот на предмети од областа на имотно-правните односи и бракоразводните постапки. Можам да истакнам дека по однос на притворските предмети, дека во текот на 2017 година имавме неколку предмети од таков профил во кривичната област. Најголем дел од овие предмети се завршени. Сепак најголем проблем е што во изминатите 6 години или од 2011 година во Штипскиот основен суд нема избор на нов судија. Во моментов на предметите работат купно 15 судии, а согласно планот треба да имаат купно 19. Во овој изминат период има судии кои што по однос на тоа дека заминаа во пензија, имаме ситуации кога судии се унапредени во апелационот суд, имаме судија кој што е делегиран во Основен суд Берово, имаме и ситуации кога по природен односно имаме починат судија во периодот на 2014 година. За целиот овој изминат период од 4 до 5 години немаме избор на нови судии и обемот на работа е зголемен, бидејќи, како што реков, работиме како суд со проширена надлежност, а воедно имаме навален број на судии, а исто се однесува и по однос на судската администрација. Георгиев додаде дека се очекува недостатокот од судии и администрација во Основниот суд во Штип да се надмине во текот на 2018 година. Судиите поротници од судовите во Скопје, Тетово, Гостивар, Куманово, Охрид, Струга, Битола, Прилеп, Штип, Струмица, наместо по 200 денари да добиваат најмалку по 400 денари од судење, додека во Дебар, Кичево, Крушево, Ресен, Виница, Кратово добиваат 250 денари наместо досегашните 125 денари од судење. Ова се очекувањата на председателот на Судскиот совет Зоран Караджовски. Откупот на тутун ќе заврши пред време. Тутунарите задоволни од откупната цена. Нема заболени од грип во источниот дел на државата. Првите пациенти се регистрирани само во Штип и нивниот број е 18, информираат од Штипскиот центар за јавно здравје. За разлика од претходната година, кога имаше над 2000 болни од грип, очигледно е дека оваа зима грипот ќе не одмине. Епидемиолозите алармираат да се обрати поголемо внимание на личната и колективната хигиена. Регистрирани првите случаи на заболени од грип. Досега матичните лекари до Штипскиот центар за јавно здравје испратиле само 18 пријави. Меѓу нив има и деца. Статистиките покажуваат дека оваа зима, за разлика од претходната, бројот на заболени е многу помал. Бројот сега е многу мал. Значи, во Република Македонија моментално се бројат 1085 случаи на грип, кои што споредбено со годината, значи со сезоната ланска 2016-2017 година, кога во овој месец, односно во месецот декември и месец јануари биле огромен број на случаи, специфично во месец декември биле 15.000, а во месец јануари 17.000, што значи заклучно можеме да кажеме дека имаме намалување во оваа сезона
значи на грипот за негде 85%, или па во однос на претходните 7 сезони во однос на 30%. Што значи засега случаите на грип се јавуваат спорадично и бележиме ниска активност на вирусот на инфлуенца, која што е возсезонска. Па така да би очекувале да овие случаи не би требало да имаме значителен пораст, но со оглед на фактот дека истиот вирус е многу непредвидлив и бележи голем број на мутации во својата антигенска структура, сепак можно е изголемување на овие броеви. Праксата покажува дека бројот на заболени од грип може да се зголеми со стартот на училишната година. Затоа епидемиолозите алармираат зголемување на нивото на лична и колективна хигиена. Советот одржување на лична хигиена, значи често миење на раци и затоа што не само преку аероген пат, значи самиот вирусна инфлуенца се пренесува и по директен контакт од контаминирани, значи непосредно контаминирани предмети, како и преку директно ракување, значи со некое друго лице кое што е болно од грип. Значи тоа би биле избегнување на лица кои што знаеме дека се сомнителни да заразени со вирусот на инфлуенца, избегнување на почисти собири каде што имаме поголема концентрација на луѓе, често проветрување на просториите не само на местото каде што живееме, туку и работните простории и одржување и на значи општа хигиена. Значи прибришување на самите, значи посебно во школите со дезинфекциони средства на работните површини каде што децата најчесто доаѓаат во контакт со нив. Минатата година грипот го покоси источниот дел од државата, а само во Штип беа регистрирани над 2000 пациенти. Поради ова инфективно и детско беа преполни. Во градинките беа воведени засилени хигиенски мерки, а беше одложен и стартот на второто полугодие. Минатата година на ниво на регион беа потрошени 4500 вакцини. Министерството за економија подготвила измени на законот за возила. Со предложените законски измени се воведуваат посебни таблици за такси возилата и се воведуваат еколошки налепници за возилата. Предлог законот има за цел да ги уреди постапките за остварување на заштитата на правата и правните интереси на физичките лица, правните лица, како и заштита на јавниот интерес по кои се должни да постапуваат министерствата, органите на државната управа, правните лица и физичките лица на кои со овој закон им е доверено да вршат јавни овластувања, образложуваат од Министерството за економија. Потребата од воведување еколошки налепници кон крајот на минатата година ја истакна и градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, кој предложи возилата при регистрација да добиваат еколошки налепници во разни бои за полесно да се исклучуваат од сообраќајот кога е загадено. Во продолжение да најавиме еден настан кој ќе се одржи на 10 јануари, среда. Градот Штип, особено централното градско подрачје, се гуши во сообраќаен метеж. Потребно е воведување нов режим на сообраќај и растоварување на сообраќајот. За да се поттикне наоѓање паметни сообраќајни решенија низ општината, потребно е инволвирање на повеќе институции, организации, правни субјекти и граѓани. Со таа цел, општина Штип организира дебата за изнаоѓање решенија за сообраќајот, која ќе се одржи на 10 јануари, среда во големата сала на општина Штип со почеток во 12 часот. Камионџија од селото Видовиште и селеник кој живеел и работел во Италија предизвикал сообраќајна несреќа во која загинал тој и уште 5 други лица, меѓу кои и 2 деца, пишуваат италијанските медиуми. Тој со камионот во кој превезувал житарици удрил во автомобилот што бил пред него, а потоа автомобилот удрил во цистерна. При ударот цистерната се излеала и се запалила. Се запалило и возилото, а 5 мината кои се наоѓале во автомобилот и македонскиот камионџија загинале, пишуваат италијанските медиуми. Сите загинале на самото место, освен возачот на цистерната. Според неофицијалните информации кои ги пренесуваат италијанските медиуми, 5 мината кои се наоѓале во автомобилот всушност биле семејство од Франција и меѓу нив имало и 2 деца. Одиме со другите актуалности. Општина Виница и Издруженијето на граѓани Свет Крст по повод предстојните празници поделија 50 социјални пакети за семејствата од ранливата категорија. На иницијатива на Сдруженијето Свет Крст од општина Виница денес беа поделени 50 хуманитарни пакети за социјално загрозените семејства во неколку населени места. Денес општина Виница заедно со Сдруженијето Свет Крст организира хуманитарна акција во која се поделени преку 50 пакети со храна и средства за хигиена.
Како што најави Димитров, вакве акции ќе се организираат и по неколку во годината, се со цел општината, барем во рамките на својот потенцијал и надлежности да ја развива и насочува хуманитарно-социјалната димензија. Откупот на тутун ќе заврши пред законскиот рок. Во откупните центри во источниот регион се откупуваат последните количини. Просечната откупна цена годинава е околу 208 денари за килограм предаден тутун. Откупот на тутун ќе заврши пред законскиот рок. Во Штипско почна речиси 1 месец порано, а во единствениот откупен центар во Карбинци се откупуваат последниве количини. Досега од последната реколта во овој откупен пункт се предадени 114 тони тутун. Ние ова година имаме откупено негде околу 110 до 15 тона. А треба да се откупе уште едно 30 тона. До кај 15 јануар можеби ќе го собереме целиот тутун. Квалитетот на тутунот е добар, цените повисоки од лани. Досега нема жалби и приговори од незадоволни тутунари во Штипско. Просечната откупна цена е 208 денари. Ова година е добар и затоа подобри цени имат луѓето. Мислам дека се задоволни. До сега немаме жалби. Во Виничка годинава тутунот се откупува во 2 пункта. Откупени се околу 37 тони тутун по просечна цена од 206 денари. 80% од планираниот откуп на тутунот последнава берба се откупени во Делчевско, каде тутунот се откупува во 2 центри. Само Далија Табак досега откупи околу 25 тони од планираните 30 тони тутун од реколтата 2017. На градскиот пазар во Штип беше раздвижено во текот на целиот ден. Граѓаните пазаруваа повеќе од вообичаено. Ке слават Коледе, Бадник, Божик. Пазарџиите, иако не ги зголемија цените, сепак задоволни беа од прометот. На градскиот пазар во Штип денес раздвижено цел ден. Гужвата е во очи на празниците Коледе, Бадник, Божик. За Божик е доста потрошна. Вај ден го чекаме не толку време, иначе цени са ланските скоро исто. Костено е 180-140 денари, имаме лебливија на 250 денари, кикириската ни е 140 денари, урмата ни е 100 денари, 50 денари, кајсијето 80, подличено ни е 100 денари и краставица ни е 100 денари. Мандарината е 60 денари, а портокалот е 3 кг 100 денари. Кивата е 60 денари, крушата ни е 100 денари и лимонот е 60, кикириската улуспа е 100 денари, орасте се 150 денари. Граѓаните купуваат повеќе за софрите да им доликуваат празлично. Да си купиш од секое производство да биде пуна. Тоа е најблагодат. Мислам, Бадник е најголем празник на нашите православните. Толку. Портокалче, лимонче, јабучки, крушки, ораси, коштани, се. Сега сам почетен. Прво земам мандолинчи, па ќе одам да земам јабучи, па коштани, ред други работи. Пазарџиите не ги променија цените, велат граѓаните за празниците треба да пазаруваат повеќе затоа што софрата личи да биде богата празнична. Порасте 150, до 220 без семка слива, 200 со семка, барани 60, 50, мандарина 40 екстра да бират џабе. За празниците и здрава храна ќе има на софрите. Да изситиме прво Божите празници на сите на граѓани на Штип. Цените тиквата е 20 денари од кило, кело е 50 денари, блитвата 20 денари, модите подзени 150 денари, целеро ти е од 50 до 20 од парче, ѓумбиро 250, брокол на 100 денари кило, морков имаме 40 и 30, исто и цвеко 40 и 30. Шалаганка денеска интересно доваѓа, 40 денари од кило, трупката е 30 денари од кило. Празнично расположение на градскиот пазар во Штип, пазарџиите беа задоволни од прометот. Пред минутите за спорт од полицијата оваа вест. 65 годишен каменичанец бил повреден при пад од трактор, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според полицијата, вчера во 19 часот и 20 минути, телефонски во полициското оделение Македонска Каменица од итната медицинска помош е пријавено дека кај нив бил донесен 65 годишен каменичанец ПС со тешки телесни повреди, фрактура на клучната коска и набиеници на градниот кош.
ПС со трактор се движел по локалниот пат Цера Македонска Каменица, но во еден момент изгубил контрола над тракторот и паднал, додека тракторот продолжил со движење. Лицето ПС по укажаната лекарска помош со возило на итна медицинска помош е пренесен во одделението за ортопедија во Штип, од каде е префрлен на ургентниот центар во Скопје. Увид на самото место извршила екипа од полициската станица Делчево. Каратистката Јована Георгиева е спортист на град Штип за 2017 година. Комисијата ги избра и најдобрите спортисти во пионерска, младенска, кадетска и сениорска конкуренција. Комисијата за избор на спортисти годината денес ги разгледа пријавите поднесени од штипските спортисти и спортски клубови и работници и ги прогласи најдобрите за изминатата 2017 година. Во пионерска конкуренција првото место го доби Стефан Штериев, второ место Јован Данилов и Љупче Михајлов на третата позиција. Во кадетска конкуренција првото место го доби Никола Нацев, второ место Давид Мишев и трето место Стефан Сенев. Во младинска конкуренција првото место е за Јована Арсова, второто Благојчо Стојанов, заедно го делат со Бобан Јосифов и трето место Деспина Димитровска. И во сениорска конкуренција првото место е за Јована Георгиева, второто место за Жарко Австовски и третото место за Емил Павлов. Инаку за спортист на град Штип за 2018 година е Јована Георгиева. Комисијата воедно донесе одлуки да се доделат награди и признания за најдобри тренери, судии, спортски клуб, спортски работници, потоа за заслужени спортисти за придонес и афирмација на спортот во Штип и надвор од него, како и за спортски подвиг на годината, признание кое го заслужи Марија Ристовска, која како младинка е прва од источниот дел на Македонија со испливана патака од 5000 метри. Свечениот церемониално доделување на награди ќе се одржи на 18 јануари во мултимедијалниот центар во Штип со почеток во 18 часот. Честитки за најуспешните спортисти, им посакуваме да нижат успеси и во тековната 2018 година. Овде го заокружуваме, почитувани гледачи, ова издание на вестите. Ви благодариме за вниманието, ни предстои продолжен празничен викенд во кој ќе го прославиме Христовото раѓање Божик. Нека Бог ви сочува се што имате и нека ви дари се што немате. За многу години нека се предстојните Божикни празници. Довидување и секое добро.